Добре дојдовте во уште едно мое ново видео екипо. Уште само неколку дена до нова година. Ова видео го снимам со телефон бидејќи во овој момент решивме некои многу убави работи и сакам да ги споделам со вас. Многу се трудевме периодов да средим уште некои работи со Неџат кои што ќе му бидат од круцијална помош за понатаму. Денес ќе одиме во Штип заедно со Неџат и со Тефик. Ќе одиме таму на едно место на кое што треба да се потрудиме да му помогнеме на Неџат да ги добие средствата кои ги заслужува. Станува збор за 3000 евра кои што државата ги дава на деца кои што доаѓаат од дом за деца без родители. Веќе еднаш ка поднесовме, не одбија со образложение дека има биолошки родители. Таа одлука стварно беше многу лоша за нас бидејќи има деца кои што ги добиле тие пари кои што имаат родители. Меѓутоа знаете нашава држава како функционира. Сега за наша среќа некои работи се променија. Денеска ќе одиме да се потрудиме да му помогнеме на Неџат. Меѓутоа во денешното видео ќе да знаете уште некоја работа која што Неџат ќе ја добие. Знам дека малку ја утнав со премкот. Свесен сум дека претерав, така да еве оваа година покрај драмите, покрај се што се случи, сакам да ја завршиме со убав крај и убав крај секако би бил ваков. Така да останете во текот на видеото, не заборавајте да ставите лајк и сабскрајб. Фала ви за огромната поддршка, уште една многу успешна година, а се надевам дека 2023 ќе биде секако уште поуспешна. Пред да влезе Неџат, малку не дообјасне во најавата, го одбија бидејќи има биолошки родители, а нивното образложение законски е дека деца кои што имаат биолошки родители не може да ги добијат тие средства. Неџат нема татко кој што е починат, а со мајка му не разговара, мислам тоа го знаете сите. Така да буквално како да нема родители, ние поднесовме жалба, не знам докај случајот, тоа ќе го видиме денеска. Ако треба повторно ќе го поднесеме, меѓутоа мојот револт беше тоа што има деца кои што имаат и живи биолошки родители со кои што и функционираат, па ги добиваат тие пари. Меѓутоа знаете во нашата држава дека за жал се е со врски, па се надам дека ќе го средиме овој случај и ќе испратиме една порака до токму тие луѓе кои што се на тие позиции дека барем за овие деца мора да се решаваат овие проблеми бидејќи излагаат од тие домови и буквално се на улица, а со тие 3000 евра може да си помогнат и да се средат многу работи. Кај си? Еве сум ба. Што правиме денес? Денес ќе правиме лудило. Ќе земеме Тефик и идеме за Штип. Да, колку ме фалила камерава, само не се свесни. У Штип што ќе правиме? Што Ќе средиме ли конечно? Конечно Стефан Лазаров татко ми ќе ме оправи. Ајде еден голем поздрав до сите од Шутка што не гледаат. Вие сте големи луѓе. Така ли е Неџат? Да, они се сама големи луѓе, верни луѓе. Верни фанчи. Кажи некој краток спомен од Шутка. Тука вртите се. Тука лево? Да. Лево? Да. Еднешка бев во Шутке ми имаат набрана попус пошто сум син на Лазаров. Баш е фал. Каков попоз? За пати ги. Да си ги направите улиците во Шутка. Поздрав за улиците од Шутка. Еве сме после неколку часа од кога ви го снимив видеото односно најавата, бевме во Штип во социјалното, заедно сме со Тефик. Hello. Уште еднаш здраво. Апсолутно. Фала ти пред се што доаѓаш со нас, Ема правда. што многу ни помагаш. Првиот влогмас ако го гледавте овој месец, го видовме Тефик во тоа видео, бевме пред Министерството за правда и денеска бевме во социјалното, па би сакал бидејќи тој постручно ги разбира овие работи, малку од правен аспект да ви објасни што правевме денеска за Неџат и што ќе се случува. Фала ти Стефани на тебе што се оптимизираш и платформата и популарноста за доброто на другите. Имено Неџат аплицирал за еднократна парична помош за социјална интеграција, го одбија, поднесовме инспекцијски надзор, барајни преставка до МТСП, Министерство за труд и социјална политика, они под екс официо или службена должност отишле во Центарот за социјални работи во Штип, го проверија случајот и сега случајот е до второстепена комисија. Имено Неџат исто така поднес жалба, како што иде редот за решението што го одбија и сега чекаме од истата компетентна институција да донесе решение кое што се надеваме дека ќе биде позитивно. Во принцип проблемот на кратко кажано е на Неџат не му ги даваат тие пари односно еднократната помош бидејќи статусот негов тие го водат дека има родители, а реалноста е малку поинаква, па јас и Тефик токму тоа сакаме да го кажеме вака дека за жал има закон кој што ги заштитува, ја заштитува државата, а децата на кои што реално им е потребна таа помош, а имаат биолошки родители, факт е тоа, меѓутоа ги нема во текот на нивниот живот, не може да ги добијат тие пари. Искрено се надеваме и силно веруваме дека интерпретацијата ќе биде во наша полза. Имаме некои аргументи правни што може да се искористат и оптимизират во наша полза, доколку не, да речеме, тогаш постои друга можност, тоа е управен суд и мислам дека не треба тука да застанеме и дека се фативме за оро и ќе идеме до крај. Неџат, ќе завршиме работа. Да, ја верувам, Дај важно е за Не се даваме, така? Нема шанси, Одиме до не крај. сме
Одиме следен ден, неđата е веќе на паркинг, јас го чекам Даре. Да чисто да ви кажам дека сега ќе си го добие новогодишен поклон, да видиме како ќе изреагира. Останете во текот на видеото да видите кај ќе одиме. Имаме некоја нова соработка која што треба да се сработи, а преку таа соработка фала многу на луѓето што знаат упреснати. Зашо се играт касични реално? Зашо ми се јаде и касно, па се вајле и морам да ти каснам. Што ги правиме сега? Го израдуваме неđата? Да, ги изредувам. Го попаривме со пренкот, сега време е да го израдуваме чичо. Рефрешови, само ова ролер костери. Како немаше ти Лазаров едно животот вака да те части? Неđат. Ало, дали си спремен за да станеш актер? Да, јас Да. сум бил тувек. Тие што верувале. Сега ќе бидеш актер, да ти честитаме. Фала ти однапред, иначе бил претходно моделот на Стефан Лазаров во едно видео, не знам дали сега сте Кажи ти, Дрио, за нова година, што поклон би сакал? Јас за нова година. Не, брат, многу работи посакала. Кажи ми едно онака што ти е при срце периодов што не ти е остварено. Па валјда да положам за кола, брат, зашто друго. Ај. Сега филмови почна напред. Филмите... Мислевме да ти земе телевизор, ај бегај ред. Кој ќе го гледаше најгото тој телевизор, брат? Ај гуштавте се. Вие сте големи. Ја и Дарес сме best friend за... Браво, брат. Да, дечки, јас сум многу голем човек, фала ви. Значи зема плата неđат, веќе почна се заработува и сега ни кажа нешто, па викам ќе ги да кажи пред вас. Да, имам идеја да од ваква од плата да си тргам пари за да си плаќам на рати за да се уплатам за возачка. Дали е тоа добро пише? Ја мислам некои дечки ве сакаш идеме да снимаме, ќе му дадат и добар попуст. Се надевам. Па бе, мислиш ќе положиш? Па со нив мислам дека да. Кажи колата на што пали? На клуч? Не, ако не пали што е проблемот? струја? Акулуматорот? Не, акулуматорот. Абе, Што преш, неđат? ништа. Сега, се учи. Драги гледачи, значи, одлично се покажа во рекламата, неđа. Значи, ти, брат, можеш да бидеш актер. Да, И фала. знаеш да возиш. Да. И ја мислам дека греота е едно дете вака како неđат, да нема возачка дозвола, а и реално да се добие обука од најдобрите од Шкорпион. Ситуацијава, што мислиш ти дали они попусти даваат денеска и рати што спомна? Да, јас мислам дека ми дава. Да? Да, Што ќе мислам. сам мајчка ти даде. Знаеш ли ти сега, брато мој, кога потпишуваат фудбалерите? Автошкола. Колку Шкорпион. мислиш ти дека ќе добиеш рати? Не знам, валјда 5-6. 5-6 рати? Да. Да ти даваме на новогодишна жалба, ја, брат. Од нив и од мен. Лари, да. А? Без пари, брато, ќе си добиеш обука, И мислам и на нив. Ќе си- стварно. ќе си добиеш обука, да научиш да возиш, да си земеш возачка дозвола, после таму тестовите светоа ќе средиме и за не се секираш. Може ли така? Да, да, те мислам. Среќен си вака Како новогодишно? Како не, брат. Сакам да си го направам од плата на рати и све тоа, али периодот баш не може тоа да си го дозволам, али сега мислам дека нема А? проблем. Ма добар подарок, нели? Да, да, Фала им и на автошкола Шкорпион, шала на страна што автошкола Шкорпион многу ми значи. ти не сврти се рекол? Да. Среќен си, а? Добро. Уште не ми се верува. Чекај, Чичо, ја да ставам појас да не завршам навред со главата. Нема чичо. Автошкола Шкорпион. Ајде, брат. Ако не положиш за 3 месеци, ќе видиш. Ќе положам, брат, ќе живи Си тебе. ми е ручната, па после положуваме. Ајде, Чичо, вози. Ајде, чичо. Дај газ, не да ти изгаси колата. Не сме да ми изгаси, бе, чичо. Браво, бе, нежа. А знаеш ли дека ја можам сега да ти направам вака? Струна. Не си нормален, брат. У шок, плего. Тотално у шок. Гам зашто направи? Ајде, вози. Ти не си нормален. Ама затоа БМВ-то нареден пат има да го шлајфам, знаеш како? Само ради ова. Гледа што ми направи. Не, брат, ти. Морам, брат, извини. Чекај, полек. Ајде. Не, бе, не. Ајде. И после кога ќе му вратам, хейтајте ме. Застани, не знаеш да возиш, ај сега фокусирај се, готово. Ајде. Ајде, Кој ме не знае, брат, што збори. дај газ. Леле, леле, леле.
Ама ти ми правиш, брат, не ми прави такви некои. Не, у Шкорпион ќе имаат многу работа со тебе. Нема чичо. Ајде полека. Дај газ бе, ајде. Добро. Тука сад десно влези. Овде у првата. А како бе возиш без појас или стави? О, јас бе брат, Ајде. како е без. Пази, сега има и други кандидати кои што ќе се лупнеш. Нема, не се секира, значи они ме знае дека сум од кај Лазаров ја Иди нече. десно, ајде вози. Вози, ајде. Они знае дека сум ја нече од кај Лазаров и ми испочитуваат многу. Има работа со тебе. Има чичо кога нема лао. Полека. Сврти се лево. Полека ќе се Чекај, лупнеш. како лево. Дечки, ако сакате да правиме видео 24 сати како инструктор, 3000 лайкови на ова видео и гледате лево сврти. И гледате такво видео 24 сати како инструктор со вас фанови. И за сите ќе ви средам попуст у Шкорпион. Значи сите ќе положите оваа година. Оваа година 2023 година каде што сите вие ќе положите, драги гледачи. Да. Кочи. Неџат импресии, брату. Мислам дека доволно бев од нивна страна привилегиран за да добијам, мислам, таков Значи подарок. вака, брат, јас кога почнав не за работа. Алал да ти е, братче. Палем сора на автошкола Шкорпија. Неџат? Ова не е нешто и на тебе, брату. За Неџат завршивме уште една работа, тоа сакавме сега да ви кажеме и да ви израдуваме дека Неџат од 15 јануар натаму се враќа во школа. Да, многу сум среќен. Шала на страна, тоа го завршивме вчера, се јавивме на една професорка. Поздрав до нејзе. Поздрав до нејзе, Поздрав. каде што Неџат учеше школа, уште малку не ја заврши првата година. И сега остајте мене што ми вети, сакам вака пред сите јавно да кажеш да ветиш дека на страна и работа и пари и све што веќе си заработуваш и живееш сам, Добро. дека школата не го оставаме, тоа го ветивме на првото видео. Да, школата никога не сме да остане, макар ја мислам и имам желба за тоа школа, мислам мотивиран сум за нешто, ам само да идем со. Не брзај ме, кажи убаво. Значи, да учиш школа, шала на страна Да, бе, да, и мислам. Искрено мотивиран сум птен за училиште, бидејќи на крајот од денот ја знаете мојата приказна како им буквално тоа е нешто што го сонував, школа, работа, дома, да живеам некако. го решивме света за колку 2 месеци. Па помалце брат, тоа 2 месеци. Дечки, фала ви што бевте со нас во уште едно ново видео. Ете, ја завршуваме оваа година вака убаво со Неџат, со Даре. Успешна година, успешен крај. Веќе гледате во сабота во 12 часот наутро на 31 новогодишен Карпул. Што ќе монтира дале? И не заборавајте да ставите лайк и subscribe. Секако, а после први ќе има секако многу нови видеа. Јас и Марта одиме на убаво зимување и така. Неџат, што ќе кажеш за крајот на 2022? Најбојата година во твојот живот? Па, неискрено добро ми тргна 2022, малце средината и крајот ми беше уште подобар, така да тоа е мислам на крајот од денот. Али за 2023 имам желба каналот Лазаров, мислам да следат до 100.000 субскрайбери. Тоа ми беше у 2021, учеститка да ти пишам. Да, ајде да беше. Чао дечки, среќна нова година. Среќна нова година, дечки, чао, фала ви за све, вие сте многу добри. Јас сум бист, кога и да паднам јас се враќам као бист. Први сме на рангот,